Почитуван господине Велјановски, 2006 не беше пред 100 години, беше пред 13 години. 230 милиони само од Евана имавте на сметката, продажбата, кој што апсолутно ги распостеливте на сите страни. Ликвиден, стабилен буџет, заради тоа што немаше вака забегани политики за музеи, за споменици се. Ние почнавме како влада во време во кое што 840 милиони евра беа долговите само по непродуктивни трошоци. 50 милиони за општините беа да ги санираме заради тоа што под режимска наредба работеа без покритие, само да се одржи власт. Честно им помогнавме за да може да се стабилизират, да го помогнат развојот. Дојдовме во време во кое што одлучивме дека конечно после 27 години независност државата треба да ги тргне крупните државни проблеми, за да може да оди државата, народот да одат напред. Да, меѓу другото и заради економијата да тргне напред. Затоа што 2, 3, 4% развој не е доволно. Треба да има поголемо темпо и интензитет на развој. Со вакви проблеми со соседите, тоа не беше возможно. Паралелно се подготвуваа проектите и паралелно се спремаше економијата. И 2019 е економска година. Почна првиот квартал како што треба, 4,1%. Вториот квартал очекувам под 4% заради претседателски избори и слично. Од целокупната година ќе биде одлична. Кога кажувате за странските инвестиции во вториот квартал се 119 милиони евра. 111 е извоз кој што не е наплатен, но тој ќе се наплати во третиот квартал. Затоа странските инвестиции се бележат на крајот на годината. Како беа тоа 624 милиони евра минатата година, а ова година ќе бидат послаби? Не, ќе бидат и појаки. И оди економијата напред, заради тоа што одела и во Бугарија, и во Романија, и во Хрватска, во таков период во кој што се наоѓале државата, како што нашата земја се наоѓа. И паралелно убедени дека со решени проблеми, интегрирана земја, со економска 2019 и економска 2020, ќе излеземе на Мегдан, па тогаш граѓаните ќе ја донесат одлуката. За да планира економијата, бизнисот, домакинството, редно е конечно да му дадеме цел мандат. Редно да му дадеме целосно мандат. Зошто да одиме на секои 2 години на избори? Еве ако прифатиме и од опозицијата, а лани побарав, односно рана пролет, нека да одиме на избори. Не сакаше опозицијата да одиме. Имаше период кога реков да ќе правиме заедничка влада, за крупните прашања да решаваме. Не сакаше опозицијата и тоа. И сега ако дадеме избори, ве победиме, формираме нова влада, после 1,5 година пак ќе одиме на избори. Не бе за државата постоиме и работиме. И на целиот мандат, до крајот на 2020 година, втора половина на октомври, честно економијата ќе може да планира, да оди напред, дури и секое домакинство да може да планира. Затоа бројките ќе бидат уште подобри. Оти логично е тоа, но вие тоа го знаете. Дека со датум за преговори со Европската унија, земјата членка на НАТО, економските параметри се добри, вашите шанси се никакви за изборите. Нашите шанси се подобри. Ама носевме одлуки, без разлика на политички кариери. Додека некој се криеше и немаше храброст во име на НАТО и ЕУ интеграциите да направи еден чекор за државата, само заради политички калкулации кои што ги има.